Добро вечер, гледате За или Против, четврток вообичаено или речиси вообичаено сум јас, вашиот домакин Искра Коровешовска. На тема не толку политички, но секако кај нас се некако има зачин политички е случувањето, односно приведувањето или повикувањето на информативен разговор од викендот на српскиот турбофолк пејач Аца Лукас, односно поточно темите кои се отворија потоа и вообичаено се отвараат после вакви или слични скандали кога имаме од регионот пејачи тука, после така наречениот скандал со Цета, после она случување со Марија Шерифовиќ и така натаму, во суштина остануваат недоискажани некои делови од сите овие случувања или пак однова, ако сакате, се отвараат темите кој кому диктира начин на работа кога ги имаме домашната музичка сцена и балканската кај нас, или некако така насловот на емисијата е домашна сцена версус балканската естрада, кој кому држи лекции. Еден од најинтересните ликови на македонската музичка сцена, ама не помалку познати во регионот, иако постојано, ако може да се каже, судејќи според тоа како македонскиот менталитет или народ, или пак некои јавни личности не може да го признаат успехот на другите јавни личности. Од тука да не навлегувам длабоко во темата, во суштина станува збор за еден од клучните виновници зошто меморија се повеќе и повеќе и успева да ги полни македонските сали. Човекот кој е најгласен можеби поборник за да продолжи да живее ова легендарна група која има една од групите која има најмногу македонски хитови кои најмладите ги пеат. Веќе ви е јасно, станува збор за клучниот лик од меморија, господинот Петар Георгиевски. Камиказа, добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, леле, каква најава, човече. Ајде, виднаш како со насловот, значи домашната сцена версус балканската естрада, кој кому држи лекции. Сега, зависи во кој поглед или како ќе го трасираме патот на разговорот. Прво, балканската сцена, ако земете, балканската сцена е многу широк поим. Јас во овие сите недачи што ги спомена, би го спомнал и Златко Ориџански, кој ја изнавреѓа Македонската филхармонија, која свиреше во Виена и имаше овации од преку 15 минути. Значи, едноставно постојат луѓе кои не се идентификуваат со сопствениот народ и тоа не е ништо страшно и тие едноставно поминуваат онака како што поминуваат кога ќе направат сопствени концерти, кога ќе пробаат да кажат сопствено јавно мислење. И мене не ми е чудо, тоа напротив мора да постои демократија па да имаме различити мислења, но овие се нивните мислења, мислам, утопистички. Абсолютно. Да врегаш цела една филхармонија која свири изворедно. Инаку станува збор за поранешен директор чинав на Македонскиот културен центар во Тирана. Да, и кој остана таму во Албанија да живее, бидејќи тоа било 10 пати подобро место за живење од Македонија. Јас немам ништо против и уште подобро нека се остане до крајот на сопствениот живот. Да, Златко Ориџански, значи, така сме направили. Од аспект на тоа дека и кога ќе направиме успех, ние секогаш од нашите имаме некој кој тој успех сака да го повлече надолу. Па се создава некаква подолба по тоа, едните се патриоти, другите се предавници или обратно, па да. Кога е една гарнитура на власт, тогаш можеби предавниците се не многу подобни, тогаш тие нели не функционираат, или пак тие се тогаш патриоти, а другиве се предавници. И така натаму постои една чудесна подолба и меѓу нас новинарите во медиумите исто така pero, така што мислам дека имаме уште да леп или фурни леп за јадење, што би се рекло. Ајде, инспирацијата од последниот скандал врзан со турбофолк пејачот од Србија, ајде, чија е одговорноста клучна? Се изнаслушавме се и се што одделно ќе се навраќаме и ќе коментираме, ме интересира од твојата перспектива. Мене нешто што ми остава лош печаток од целата ситуација е тоа што само Аца Лукас е приведен на информативен разговор, а не цел бенд, бидејќи цел бенд свирел и немал дозвола за да, тоа е интересно да се забележи. Престој во Кавадарци. Значи, постојат неколку начини на кои може да предизвикате јавноста да има бурни реакции. Сметам дека дури тоа во еден момент излезе сега и надвор од контрола. Затоа треба да му ставиме на тоа адакта малце, бидејќи и лошата реклама за одредени луѓе е реклама. Јас не би советувал на било кој од
луѓето кои се занимаваат во моментот со висока политика да се бават со Аца Лукас и оној менаџерот од Хајп или како им се вика веќе телевизијата, и сите овие настани што се случуваат едноставно затоа што тоа нема никаква логика, но пред се вината ја барам во нашите редови. Зошто? Колку повеќе паѓаат можностите за настапи во Србија, бидејќи истите тие големи звезди во Србија имаат по 200, 300, 500 луѓе на своите настапи, толку во Македонија доживуваат ренесанса и нормално е тие сега да прават кланови внатре нашата држава за тоа кој ќе биде поуспешен и кој ќе земе повеќе од колачот. Така од прилика изгледа сликата сега во моментот од надвор. Тука не би сакал да спорам со тоа дека сите тие си имаат собствени квалитети, дека чим успеваат да привлечат толку народ, тие се успешни, а нашиот неуспех е во тоа што не сме успеале на еден начин не да го сопреме, него да го наплатиме нивниот успех во нашата држава. Еве ќе ви дадам еден совет и едно мое мислење, кое мислам дека ќе допринесе за тоа како во иднина да не ни се случуваат вакви работи. Например, дали е Аца Лукас, дали е Цеца, дали е било кој, ќе даде 10.000 евра за настап во Македонија. Еден паушален износ. Ако има 50 настани, не Цеца, не Аца Лукас, не било кој, ќе имаме пола милион евра, со кои ќе купуваме клавири во секое музичко училиште во Македонија. Тоа значи дека за брзо време, за неколку години, сите средни училишта на музичко и во сопствените редови во гимназиите ќе имаат изворедно пијано, каде што ќе се раѓаат нови Симон Трпчевски, каде што ќе се раѓаат редица други успешни музичари, кои ќе не представуваат секаде ни светот, но со гордост ќе се ја почитуваат сопствената држава. Ете така од прилика јас би направил и тогаш сите овие дилеми дали ќе има дозвола или нема да има дозвола, ќе паднат во вода. Зошто? Ако тој изведувач веќе има платено 10.000 евра, уплатено 10.000 евра во нашата држава, со тоа ќе бидат расчистени сите дилеми дали тој смее или не смее да настапува во нашата држава и во кое време и дали е тоа кафич или не е кафич. Втората дилема е било преполно, нели, на простор од 200-300 луѓе имало 600-700. Тоа се све симптоматични бројки, значи треба да има официјално извештај од Управата за јавни приходи, колку карти се продале и тогаш да не се изнесуваат паушални бројки, тогаш ќе ја знаеме точната ситуација, колку луѓе имале реално внатре или во тој случај се продавале карти кои не се фискализирани и тогаш станува навистина сериозен проблем од друга природа. Да, беше градоначалникот нели пред некој ден во друга емисија на Алфа каде што објаснуваше на кој начин, со колкави суми се располагало за да се продадат карти, па се париња и така натаму, дали треба влезници да се наплаќаат и слично. И тој дел од приказната е таков каков што е ова, што го зборувате, или што го зборуваш како и да е, јас и ти на подкаст сме на ти, тука некако на вие, па ајде нека биде спонтано како ни дојде. Мене ми е многу драго кога говорам со тебе, така да на ти би било посодно. На ти би било одлично. Одлично го нагласи Делов дека не би требало толку голема факторизација на вакви ликови од регионот и се тоа што потоа се случуваше си апсолутно во право, но истовремено пак да речеме многу поголемо внимание во јавноста на социјалните мрежи предизвика фактот на неговото приведување, прекинатата забава и така натаму, така една жестока реакција па дури од опозицијската СДСМ на страна на МВР, критики и така натаму баш на тема Аца Лукас, а многу малку пак наисти во овие социјални мрежи се крена прашина за тоа што, например, менаџерот на Аца Лукас, македонската јавност, граѓаните ги нарече телетабиси. Истите тие од кои зема пари за да пее неговата звезда. Зошто помалку реагираме на навредите кон нас од овој тип, а повеќе ни смета што журката била прекината? Од оправдани причини би рекла, заради незаконски принципи или непринципиелно работење. Има една стара македонска, рани куче главата да ти ја лае. Така од прилика. Значи, ова стана во Македонија баш и Бозук и нивна
мета на подкусурување на се и се што, затоа што кога ќе се осили некој човек, оправдано или неоправдано, оправдано затоа што ние сме му дале сила, неоправдано затоа што таа вредност на вистина не е од таков калибар, се случуваат вакви работи. Затоа ви кажав, нема недоразбирање, секој што сака да донесе гостин од надвор, кој е подложен на посериозен данок, например, тие што се од турбофол, како што вие ги кажувате, ќе си плата 10.000 евра, тука сите недоразбирања завршуваат. Да. И тука не може да му го прекинете концертот, он легално си платил 10. Тука ние ќе извадиме некаква дозвола за престој, ако тоа и го прават воопшто. И доколку нема продавање на билети, како што се сите овие настани на кои има по 150, 200, 300.000 луѓе, више не знам по колку. Да, чудно расфрлање со бројки, богами за. Да, тоа на пример на едно место во Штип имало 150.000 луѓе на Дино Мерлин. 150.000 луѓе е 4 Вимбелдон стадиони. И мислам дека или такви стадиони кои имаат 100 на 50 треба да има најмалку 20 стадиона. За да збориме за 150.000. Да зборуваме за приближна бројка од 100-150.000 луѓе. Друго, да 150.000 луѓе ви треба најмалку 10.000 WC-а. По некаква норматива. Никој не говори, ќе се врзат како за кампањата кога бев градоначелник, јас све за WC-а се фаќам, нема врска. Добро. Сакам да ви кажам дека што не е далеко од вистината, дека ни се де факто и малку WC-а и инфраструктурата која треба да се приготви за 150.000 луѓе е многу сериозна. Еве за Воиднина на градоначалникот Штип да му препорачаме едно многу интересно место кое може да собере бројка од 3-40.000 луѓе, сериозно до 50.000. Тоа е на 8-миот километар, каде на времето Бошко Симоновски, кој беше директор на Домот на млади во Штип, правеше 4 дена извореден фестивал во мај. И за таму сите 4 дена збориме толку. Тоа тргнав од таа премиса и таму кажа дека Бошко во тоа време за сите 4 дена имало преку 50.000 луѓе, што е факт. Значи од прилика 10 до 12.000 луѓе, 15.000 луѓе се свртеле во тоа време, меморија свиреше. На ударната вечер тогаш, на 8-миот километар во Штип, имаше некаде околу 15.000 луѓе, што е максимумот што можел да биде во тој момент, да дојдат во тој момент. Но тоа може да се расшири, може да се направи сериозна инфраструктура, да личи на местото како што е Вудсток, бидејќи е празна ливада голема, тука се донесат агрегати, да се донесе свежи водиво, да не смета на луѓето од самиот град, што кажале многу од нив, после се жалеле, ама брзо беа покриени тие изјави дека секаде по влезови, по згради било правено тоа за што тоа јас кажав. Тоа е логично. Да, и така да едноставно малце само треба да имаме поорганизирани и пореални. Сега, кога ќе го викнете вие одредена звезда, да не се држам сега за колегата Дино Мерлин, за кој имам изворедно мислење, тој уопшто му е гајлен него кај доаѓа. Он ќе си земе парите што ќе си ги земе, ќе си ја заврши својата работа, не плаќа никаде данок во нашата држава, не плаќа ништо, парите одат на неризнетна сметка или на друг начин патуваат према него. И во тој случај он е во 100% предност од нас што сме во Македонија, што правиме големи концерти, како меморија во салата Борис Трајковски. Имено, ние во Борис Трајковски плативме 18% ДДВ на нашите 5.500 карти, значи плативме, што знам, некаде 15-20.000 евра на ДДВ на државата, плативме сала од 10.500-11.000 евра. Значи ние во стартот не можеме да стигнеме, не може да ја сонуваме бројката. Да, зошто за ова никогаш не сте го покренале како музичка фила во Македонија? Порадикално прашање. Сме го покренале и еве за твоја информација, за среќа, после 42 години од постоење на меморија, ние првпат добивме некаков буџет од Министерство за култура. Тоа повеќе ми значеше да го прекинам да го разбијам мразот, затоа што ако добиете некаква минимална поддршка од Министерството за култура, вие сте ослободени од плаќање на картите за ДДВ. Но чистите пари додека ги земаат без проблем? Да, и они тие пари одат надвор, нема банка во државата од нив. Они викаат приходуваат, може да приходуваат одредени поединци во тоа што продаваат одредени производи нивни тамо во тој момент, тоа е точно, в голем дел, но дека
Самата каса на кавадаричката испостава инкасирала 1,5 евра, 2 милиона евра, тоа е приказна за мали деца. Иначе, за ваша информација, со години живеев и работев во Суботица и во Нови Сад, и кога се формираше фестивалот Екзит, значи сумите што се спомнуваат кај нас е за фестивал кој сериозно има близу 50, 60, 70 илјади луѓе, бидејќи таму има преку 20-30 сцени на Петровардинската тврдина, и сумите кои се спомнуваат и остануваат од тоа се околу 1 евра до 1,5 евра, а за работа која се припрема цела година и работи тим од најмалку 50 до 100 луѓе, кои се интелектуално и технички спремни многу повеќе од овие што прават сега вакви, ја би ги нарекол вашари, не би, малце грубо звучи, приредби на кои народот си ужива за безпари во музиката која му ја сервира градоначалникот, еден, друг, трет или било кој. Да. Интересно кажано. Извини, сега, викаат нема македонска музика, и спорот мој со градоначалникот од Кавадарци не е спор, никогаш може би да, јавна не сум се спуштил на такво ниво да имам спор, него вашиот водител од емисијата Заспи ако можеш? Заспи ако можеш. За Драган зборуваш? Зборуваме за Везилка емисијата. За Спасен Силјановски, да, уни двајца има интересна дискусија која потазаваше. Јас прв пат него го упознав во емисијата и бев меѓу првите гости во таа емисија Везилка. Се упознавме едно интересно момче кој е иначе 10 годишен питомец на единицата за брзо распоредување Волци. Такви имаме 120 во секое време македонци, и тој бил еден од тие што биле во елитна единица на нашата држава. Тоа значи максимално концентриран, максимално трпелив и спремен за се. Сега, еден од другата страна да го повика на разговор, да му кажел како он ќе соберел, како Марија Шерифович 70-100 луѓе, мислам дека стана дегутантно во тој момент, и тогаш јас се умешав и реков едни малку безобразен збор, не знам дали го подам мој па преку мој. И кажав, еве, ако он не може да собере, јас сум собрал 5 пати по 7.000 луѓе во последните неколку години на концерти, па никогаш не се одважил да ме покани на разговор. Но, јас никогаш не сум сакал да отидам да свирам таму, и кажав дека он градоначалник, може да бише 20 циклуса, Меморија у Кавадарци нема да свири на вашарите, него ќе се свири концерт. Како што бива. Иначе, за информација на кавадарчани, тие добро се сеќаваат, ние во една година во август свиревме, повеќе пати имаме свирено во Кавадарци, но таа година полуде Луда Мара на реката. И носеше коњи, коли, све живо, идиот, едно мало рекиче што беше подиве. И ние викаме, кај сега ќе се случи концерт, овдека нема шанси. Вечерта имавме 4000 карти продадени во дискотеката која беше на базен, така речи, со нашите колеги од токму така Делбеја доле. За да на неполни 2 месеца после тоа Трајко Каров, Господа го прости, на Бубо Каров брат му, кој држи дискотека горе, исто не покани, и таа дискотека собираше околу 2500 луѓе, исто беше преполна. Каде отидоа тие вредности? Кој кого ќе вика на сослушување колку луѓе имал? Извини, значи, еднаш нокаут, еднаш Игор Џамбазов, еднаш Сладкаристика, еднаш Каљопи. Да не набројувам сега колку ние имаме македонски успешни приказни во музиката, што можат во наредните 10-15 години без никаков проблем со ротација да отсвират било каде низ големите настани, кај што ние носиме одредени луѓе кои еве како ни ја враќаат својата верност во нашата држава. Па, без разлика што тврдиш дека еве нема конкретно за Кавадарци, ама како и да е, овие што ги наброја, Меморија секако, Каролина исто така, имаме и меѓу тинеџерите, 2 бона се тука, значи Лара и Пајак, така е, се што, значи се што имаме, не е воопшто, ние свиревме во Велес. Многу ретко ние свириме на вакви приредби, но во Велес свиревме. И сега можам да ти кажам дека пошто ретко свириме на такви работи, еднаш можеби годината, и привршува концертот на 2 бона, таква една еуфорија, се викам, бре, ова останало у Велес од ние што сме правеле, леле, сега лом ке направиме. Ама гледам све деца по 13, по 12, по 14 години трчаат, се врзмаат, ние поминуваме, не погледнуваат, у суштина.
Додека се качуваме на бина, уствари двајцава дечки од два бона се симнуваа од бина и тогаш сватив дека ние имаме навистина сериозни вредности кои ние не си ги познаваме доволно. Така. Добро, тоа е нов тренд меѓу младите Нашето кои... качување во Велес направи исто така голема еуфорија, но она што го слушав како татнеш додека бевме во просториите долу и чекавме да излеземе да свириме, мене просто ме направи горд. Да, апсолутно. Многу други би биле или љубоморни или несреќни за успехот на другите, јас бев горд и тоа како да сум им ја татко од прилика. И си еден меѓу ретките кој вака јавно ги признава успесите, нечи туди. Така, и сега ние свириме, исто сега да ви кажам за Велес, за да знаете за какви све спомени станува збор и завршивме со свирење, но 5-6 души дојдоа и ми вика ние сме тие што ви го нацртаа платното меморија 50 метра во Велес. И мене ми текна дека имаше еден транспарент во салата во Велес која беше голема 50 метра и пишуваше Memoria Forever. Значи, Да, ја знам таа фотографија, излезе и на мрежи. И сега гледајте, јас сега зборувам и се ежам, значи кога ви раскажам, морам да ви раскажам само уште дел од тоа со Велес. Директорот на салата, Босува го прости, почина еден со жолти бркови, жолта коса, мислам дека Живко се викаше. Доаѓаме ние со Поце да оставиме плакати, да се договориме за свирењето и он вика, бе, лепа брена беше пред 2 недели, вика, 10 карти продаде, вика, вие сега ќе, викам, абе, види сега, ние да ти ја платиме салата, да си ја закупиме, не, вика, не мораш да плаќаш. Ако продадеш, вика, 500 карти, вика, што оваа сала не е продадено на концерт одамна, вика, салата, парите ти се без, салата ти е без пари. Без пари. Да, викам, добра, убава понуда, но сепак ние сакаме да платиме. Не, нека заврши. Ние продававме преку 2000 карти во Велес. Таму викаат кога ќе одиш во Велес, избегали евреите од таму бидејќи со шублер им ги мереле јајцата. Тоа е некоја како се вика метафора безвезна и се докаже дека не е така, дека Велес си плати конечно и ние картите ги продадовме за неполни 4 сати. После не можеше више да продаваат карти, бидејќи тоа беше капацитетот на салата. И дел од Велешани искршија дел од стаклото горе кој беше такво дебело стакло од арматура и преку тоа стакло почнаа да влегуваат луѓе и беше влез еден пентрак. Така и стоја едно 5-6 полицајци, ќе удараа по едно, така, понежно по своите сограѓани и влегуваа на концертот на Меморија. Значи, каде е таа еуфорија? Зошто таа еуфорија ние ја заборавме? Не за Меморија. Значи, ви повторувам. За сите оние што доаѓаат сега и во иднина. Да, тука е сега начин, прашањето на негување практично, на така сакањето на македонската музика. Ајде, тоа ми беше за подолго оставено, ама сега ќе го издискутираме. Од кого зависи точно ова за кое што зборуваш? Од пејачите сами, од менталитетот на луѓето, на публиката, или пак од генерално, не знам, од продукцијата, од производството на музика, не знам, од што? За тоа што вие ме прашувате, немам одговор. Народот бира. Народот не може да го излажете на крајот од денот. Значи, викаат македонски групи не може да, како не може да, некаде се поеме полниме, како тоа не можеме. Точно е дека сме имале, точно е дека сме имале да не испадне дека нели само со хвалоспев зборувам за нашата кариера. Ние сме имале по моја вина 3 концерта во Младински културен центар сега, тогаш Дом на млади. Некаде ова време од прилика, која ќе го држиме и сега нашиот концерт на 25 декември. 3 концерта закажав, бидејќи бев многу популарен во Трзвија, Скопје, веќе снимав неколку филмови, бев вратен од Суботица. И играв на картата дека сум мега популарен. А тоа е 90-тите некаде? Тоа е почетокот на 90-тите. Почеток. Ама самиот, 90-91. И закажавме 3 концерта, на првиот имавме 400 карти, на вториот имавме 100 и на третиот имавме 35 карти. Добро. Па пак не е воопшто лошо. Да, ама се гледај, се работи за скромност. Снег падна метар. Значи ни една кола не функционираше, ни еден автобус не одеше. Значи Скопје беше тотално Па тоа се 550 карти си вкупно, воопшто не е. Да, сега да правевме еден концерт ќе беше преполно. Ама понекогаш нескромноста, која сега во текот на овие години што измина почна да ме учи дека не треба да скокам секогаш големи скокови, него малце понекогаш опацупа. Де факто сега концертот што ќе го правиме во МКЦ, каде што почнавме. Да, тоа е символика, да не речам неславно, да го завршиме славно со
Сега закажуваме еден концерт кој 25 МКЦ. Да, 25 МКЦ и кога ќе свати дека тоа се 600-700 карти, значи да биде препон МКЦ, ние денеска или утре ќе ги пуштиме картите во продажба. И тоа ќе биде и да правите ви проби, веќе се подготвувате како пробите од вчера почнавме да ги правиме сериозно со повеќе членови на Меморија што некогаш биле членови на Меморија. Од Франција специјално доаѓа Дејан Миновски кој заедно со мене и со Ристо Ставрев, иначе на Ставрев режисерот синот, кој сега во моментот живее во Акапулко. Он нема да се појави бидејќи има некоја кронова болест и нема да може да лета и да дојде тука, но Дејан Миновски од Франција доаѓа директно тука, заедно јас со него ќе ја исполниме моја лиси песна и Нена која направивме заедно во тоа време и стана мега хит. За потоа да се редат преку 20 други музичари кои низ годините свириле во Меморија. Можам да ви кажам дека вчерашната атмосфера беше толку позитивна. Јас, например, 4 песни имам забораено дека сум ги снимал, ама Харе, кој беше најмалку, имаше 16 години. Во тоа време? Во тоа време ме потсети за Удирај прв, за Спомени, за неколку песни кои од трчањето напред заборавив дека сме ги направиле. Па вклучувајќи го Јаблан, Александар Стефановски кој е еден еден од богатиот опус што го има Меморија, тоа е исто така, па некој ќе се заборави. Значи тоа е нешто што и сега тие неколку песни ќе ги возобновиме и ќе ги свириме на овој концерт да останат исто за идните генерации дека се она што сме го правеле имало некаква вредност во некое време. Ќе се вратиме на дебатата за оваа тема која не ја форсираме заради тоа што ние сме сега во алфа против турбофолк или било каков вид на музика, таман работа, тоа се режимски ограничувања, ние дискутираме за вистински вредности, за домашната версус балканската музичка сцена и кој кому држи лекции. Тоа ни е темата на вечерашната емисија. Пред да продолжиме нистата, ајде да нагласиме кои се ќе биде на сцената на 25 декември, чисто како атракција за оние, па и постари генерации кои сакаат да ги видат. Види, ме прашуваш нешто од вчерашната и денешна проба, Нино е клавиатуристот на Меморија, еден од клавиатуристите 86-та година. Ице, кој е сега директор на техника на Сител, беше гитариста. Александар Стефановски Јаблан, кој беше главен вокал во тоа време на Меморија. Потоа едно на три, чеке сам да се сетам. Харе, кој беше со 15-16 години кога дојде со нас да настапува во тие години, беа тие први негови чекори во рок-н-ролот. Па потоа сега бидејќи имаме еден мал пех со нашиот тапанар кој Цале има малку посериозна здравствена состојба и се надеваме дека во најскоро време ќе се врати во целост и заедно ќе ја продолжиме оваа наша, да ја речам во наводници, убава Голгота свирачка. Мите Димовски е на негово место, но вашиот колега Антонио Димитриевски беше првиот бубњар на Меморија. Ете така, има и луѓе кои не го знаат тоа. Да, и он одам за секогаш и Нена ќе ги свири во првите две етапи, бидејќи беше во првите постави на Меморија. Од наредните денови следуваат проби со наредниот пејач, тоа е Драгче и Пеце Димовски кој беше амбасадор на НАТО, мислам, тој е брат на Мите Димовски, кој беше амбасадор во НАТО и беше известно време и амбасадор во Украина. Он е исто гитаристот, еден од гитаристите на Меморија и ќе настапи заедно со нас, заедно со Драгче. Имаме повеќе клавиатуристи, Александар Хаджипаунов кој свиреше на 2 албума на Меморија, Валентино Скендеровски кој беше и продуцент на првиот албум на Меморија, Димитар Божиков кој со години е гитарист на Меморија, но во моментот свири и прави кариера со Леписол, што ни е особено драго. Така да мислам дека од прилика кажав се, драга на Милосављевич, кој е исто еден бубњар во последната етапа на свирење со Меморија, на 5-тиот албум. Ние имавме гости многу, беше и Гараве Тавитјан свиреше перкашен, Љупче Мирковски пратече вокали, Олгица Христовска, Верица Пандиловска. Ке ги видиме и нив? Некој од нив да, ама тоа не може бидејќи сцената во МК се не дозволува поиќе од 7-8 луѓе. Ние ќе пробаме да ротираме. Па сега докај ќе успееме во овие денови све тоа да изротираме, ќе видиме. Дури јас не знам како ќе изгледа целата приказна, но овој концерт е во суштина
новиот почеток на крајот и снимањето на документарниот филм кој го работиме заедно со продукција на Македонска радио телевизија и кој од другата година ќе почнеме да го снимаме. Инаку можам да пофалам дека вашиот директор на телевизијата е еден од сценаристите и режисерите на ова 12 епизодна серија, заедно со Александар Чоланчевски. Да, тоа ќе ми беше едно од прашањата, кога стартувате уствари со... Па, од концертот снимањето стартува снимањето на целиот документарец. Ние ќе имаме една изложба од 7 дена во Младинскиот културен центар, на кој ќе бидат изложени нашите гитари, нашите палта од тоа време, кои ни ги поклони сесрбно во тоа време Мио од Академија. Тоа беше еден лик, навистина градски лик, неверојатен. Еден ден, сосема случајно, после проба не виде. И вика, многу сте добри, вика, утре да дојдете во бутик Мио, вика, сакам да ве облечам. Гледам, ама чеки сега, викам, ние малце порокерски. Имам повеќе варијанти, ке дојдете ке си изберете што сакате, тоа ви вика од мене. И тие јакни некои имаме сочувано, имаме многу слики, фотографии, имаме, например, во тоа време исто свиревме во многу чудни места, као Бор, као Мајданпек. Имаме 3 настапи за една вечер во Белград, сега да бидеме дека и ние сме имале интернационална кариера, на Ликовна академија, на Радио 202 и во Дом на млади, во една вечер. Имавме пријавен боравок во Србија. Не затворија. Дека не се само нивните кај нас, туку се и нашите и тоа како кај нив. Да, ете така. Да, значи добро, едно феноменално културно и ментално уживање, историско уживање, да. Миење пред новогодишно би рекла, тоа е нешто што не сме да се пропушти, барем јас нема да го пропуштам. Ќе одиме на кратка пауза за реклами, ама прво уште едно прашање, сакам за да се вратиме малку на тема. Сега наспроти сите овие вакви убави случувања кога ја гледаме и ја слушаме меморија и каде што посебни емоции предизвикува кога ќе се развее знамето, па кога ќе видиме на позадина на бим, на лет екрани и така натаму македонско знаме, нашите пејсажи преубави и слично. И кога ќе ни се случи ваков скандал од типот на оној со Цеца, кое што без разлика на сите нејзини оправдувања и верувам дека било грешка, ама во дадена ситуација како да не примети па го развеа бугарското знаме во среде Македонија. Ја споменуваме неа претходно Аца Лукас и да не ја забораваме точно она Марија Шерифовиќ, која што брутално и се обрати на девојка од публиката со неубави зборови. Како и сакаше да ја го земе микрофонот, веројатно заедно да пеат или некако така. Не само сакаше да се слика, ако добро, можеби и така беше, како и да е. Што треба да научиме сега после сево? Видите да ви кажам работа. Јас не сум човек параноик по природа, напротив, немам време да се бавам со паранои и со заговори, но да ви се случи Ориџански, да ви се случи Цеца, да ви се случи Аца Лукас, да ви се случи Марија Шерифовиќ, сето тоа заедно мене ми личи повеќе на разнебитување на македонското ткиво, да рече, ај, доста со овие сите работи, гледај. Кога ние не знаеме да се одбраниме од таквите работи, тоа значи дека не заслужуваме да има држава. Тоа е поентата на оние што ги спремаат таквите чинови, кои дали случајно или намерно се случиле во временска дистанца од непол месец, мислам дека е за мене индикативно, може би не е така, може само погрешно гледам на ова. Како ќе им одговориш на оние кои зборуваат деновиве после ова случување во Аца Лукас, дека па демек нашите изведувачи секогаш ли се чисти, никогаш ли не продале или не собрале публика повеќе од дозволеното, секогаш ли... Сега тука веднаш знам дека асоцираме на случувањето трагично и страшно во Кочани, меѓутоа генерално веднаш се палиме па контра себе си одиме како држава и велиме по социјални мрежи, ама па нашиве толку ли се чисти пејачи? Зошто Аца Лукас се само грешниот? Кога ќе го споменете Кочани, мене малце ме лазат морници по телото, бидејќи во првите редови на концертот на меморија преку 40 на 50 деца од Кочани беа токму снимани со камерите и девојката, една највисока девојка, некој од нив за жал заминаа од овој свет и кога го гледам тој концерт, секогаш душата ми плаче.
точно нашата небрижност се случуваат вакви моменти и кога децата тие што ги воспитуваме да почнат да ја сакаат македонската музика, нели? Едноставно после ги упатуваме на малце полош начин да немаат избор. Може да одиш во тој ден во Кавадарци или на Аца Лукас или каде? Супер. Супер поента, Или мислам, тоа е тоа. каде? Во Скопје треба да има се изложби, треба да има полно концерти, да имаш ти да избереш што сакаш да правиш. Во Да град, се понуди. што има Така. 600, 700, 800 илјади луѓе. Па тоа треба да ечи од разноразни настани што се случуваат. И затоа ви кажувам, јас на Кочани страшно емотивно реагирам и многу ми е криво за тој настана, а попатно и исто така едни успешни момци како што беа ДНК си замина од овој свет. Жално и во иднина мислам дека ако ги избегнеме и овие начини на комуникација кои ги правиме сега, постфестум да реагираме, од кога ќе заврши проблемот, тогаш не сме на добар пат. Ова мислам дека се треба да ни биде поука и да тргнеме кон некои решенија кои ќе бидат многу поедноставни, во кои нема да учествуваат мафијата и полицијата и сите оние измешани бандитски елементи, ќе ги трнат, власта ќе успее да ги трне канџите нивни од тие места и дека тие места сите ќе станат пристојно место каде што нашите деца ќе може да се забавуваат. Одиме со многу куса пауза за реклами, се враќаме назад, ќе продолжиме да дискутираме на тема културната дипломатија, односно кој тоа дипломатски во културната фела ја представува Македонија надвор од нејзините граници. Бидете тука уште малку. Нашиот разговор не престанува и за време на рекламите. Всушност тоа е Питер Ѓорѓиевски ка ми казва, не можете да останете сериозен и не насмеан и не можете да останете без муабет. А тоа е една движачка енциклопедија си ти, Перо, така што е многу интересно да се учи и да се разговара со тебе и од тебе. Стигнавме до темата културна дипломатија, во смисла на тоа имаше жестоки реакции од твоја страна, би рекла лично, ова нека биде личен впечаток и лично мислење мое, оправдани, на темата кој беше присутен на приемот кај кралот Чарлс, односно станува збор за Владко Стефановски и мислам дека Милчо Манчевски, ако не сум грешка, беше и тој таму. Па и Логин Кочишки беа еден куп, само тие слики не се видоа. И јас немам ништо против тоа. Јас едноставно изразив негодување дека кај кралот не се оди со капа. Кај кралот кај кралицата кога биле сите најголеми гитаристи на светот, Джими Пејч и да не набројувам 4 комада, беа облечени во фрак. Има машни, дел од нив беа со многу седи коси, а by the way и самиот крал нема бојна коса, што значи не е оправдување. И мене ми засмета тоа што токму тој е презент на македонската култура која во суштина на почетокот од неговата кариера 78, 79, 80, кога на сите ни беше идол, тој во тоа време каже дека во Македонија нема ништо друго сем лепи сол и ајвар. И таа реченица од Jukebox толку ме навреди у тоа време кога излегува Архангел, Мизар, Меморија, Хаос ин Лаос, да не набројувам, Зијан од Гевгелија, Ареа од Гостивар. Да, не, па треба да ги набројуваш. На десетици бендови. Јас работејќи во музичка продукција потпишав 156 изданија. Тоа значи дека сега што сум работел било уствари утопија. Или лепи сол и ајвар, како што велите. Ние сме били ајвар, они се сега да разјасниме на работа. Значи јас како културна дипломатија би повлекол сосема друг потек, доколку ме прашале или доколку сум имал шанса да ви кажам. Не би требало јас да одам таму. Тука лично ќе интервенирам, само да не го заборавиме моментот на Северна Македонија како термин кој што Владко Стефановски не заборава да го изусти. Тоа е вокабулар и каде не мора, за кој јас не сакам уопште да дебатирам. Тоа е кажано во Крушево. И тоа на каков настан? Да, таму на 2 август, но тоа не ми беше темата. Да, јас сакам да го нагласам, бидејќи не смее да се забораваат никој работа. Требаше да биде по мене Симон Трчевски, кој
има преку 100 и кусур концерти продадено низ цел свет, кој Да не излеземе само од рамкава, збориме се кај Кралот Чарлс, дека требаше да биде практично. Требаше да биде Симон Трпчевски по мене. После завршувањето на приемот можеше да отсвири еден рецитал, како што тоа го прави успешно секаде низ светот, и за разлика од човекот со капата, никогаш не изговорил тоа што треба. Ние уметниците немаме потреба од никој не тера со сила тоа да го правиме. Ни вие новинарите. Тие што имаат некакви други принудни потреби тоа да го прават, тоа е друга приказна. Ние треба да бидеме тие што ја штитиме националната кауза. И многу интересно во тие написи некој што ме нападнаа дека не сум бил на колена до колена бидејќи сум бил само македонски изведувач и не сум излегол надвор од границите на Табановци. Еве сега нив директно да им одговорам во твојата емисија. Јонче Христовски цел живот пееше на македонски јазик. Во моментот неговите песни на македонски јазик во Бугарија се пеат катадневно и они дури се повикуваат дека се нивни тие песни. А инаку за информација на тие луѓе, ако умрам или загинам, на македонски јазик ја пее директорот на Јапонската филхармонија од Токио. На македонски јазик. Што е поголем дипломатски успех, сега да ве прашам една работа? Да свирите у Крушевац, еве и Белград, или еден од народот во Јапонија, директор на филхармонија, да ја пее песната од Јонче Христовски. Мене ми е сосема доволно ова што го имам како публика во Македонија. Јас сум решил тоа да го правам. Првиот албум на меморија на македонски јазик. Имав понуди на времето 85-та година кога излезе да биде тоа на српско-хрватски. Тој албум не беше спремен за таа работа. Ние си го направивме ова и воопшто не ми е гаља. Јас имам интернационална кариера како глумец. Сум играл во држави во кои дотичните не може да ги најдат на карта. Меѓу кои се Чиле, Боливија, Мексико и така натаму. Значи имам преку 600 представи одиграно во цел свет на 7 различити јазици. Значи не станува збор за националист. Јас сум космополит кој се ја сака сопствената држава и ги брани интересите на сопствената држава. Да, за жал мораме тоа да го нагласуваме и дефинираме како такво, особено во јавните настапи, за да не дојде до амблок или од старт веднаш некакво шиканирање. Во театар 5 години. Јас тамо во тие 5 години играв од српско-хрватски, но и со дијалекти на српско-хрватски, лички, јекавски, на сите. Не може да ме познаат дали сум уопште македонец. За големиот професионализам говориме кога сте глумец или кога сте музичар. Кога ќе излезете од сцената, јас на сите телевизии кога бев гостин, бидејќи во тоа време дека живее во Суботица, одеше серијата Трзвија Скопје, одеше Марика лета со авион на Алјоша Симјановски, одеше на Пикасо на Алјоша Симјановски, одеше Марика лета со авион на Борис Драмовски, кај што имам секаде главни улоги, одеа сите оние научници кои ги игра во тоа време во режија на Ацо Алексов на ЈРТ. Јас бев доволно популарен во цела бивша Југославија, да не ми е мене потребно да се докажувам дека можам да работам и надвор од нашата држава. Во тој момент и во тој контекст кога решив дека ова така треба да го правам, и тоа е порака од Бога, јас така го правев. И воопшто немам намера сега да го сменам за да им докажам на некој дека може да направам интернационална кариера. Ама која ти е направена? Јас не сакам да правам поголема кариера и за мене најголем идол во музиката е Јонче Христовски. И јас сум негов следбеник. Она е најдобро до сега од се што сум го чула на темата, тоа е тоа космополит кој се ја сака сопствената држава и тука завршува приказната. Денеска е 3 годишнината од смртта на Горан Стефановски. Така, ти имаш еден многу интересен статус денеска, многу емотивен и многу писмен. Прв пат ја денеска го читам, го напишав по 4 години. Па не се сложувам, ти ги следам статусите, одличен пишувач. Не ви рекла дека. Ова денеска има ние што пишуваме понекогаш знаеме да бидеме емотивни на сопствени работи. Има некои зборови во писанието на Facebook што го имам напишано 2021 чинам за Горан Стефановски, тогаш кажував уште некои убави зборови за Горан, беседев во суштина на неговата панахида.
ме натера да мислам дека Горан преку мојата рака пишувал. Имано, еве ќе споделам дел од нив. Ајде. Тоа и ќе ми беше прашањето дали ти течеше мислата во моментот или некое време ти требаше за тоа да го срочиш. Ова е дел само од писание во твое денешно, како од остар меч многумина бегаат од твоите алтан зборови, дека токму тие се препознаваат во нив, па бегаат корака во жив оган да ставиле. Во твоите беседи кои ги подсетуваат на нивната ништожност, вечноста во која тие несени прашина ти остануваш како бедам на мислата и слободно кажаниот збор. И се ежам додека го читам ова, кои се овие што бегаат? Од зборовите... Сите овие што ги зборувавме до сега во муавитов. Да, не испуштивме се, велам Да, некој ја пат да испуштивме дополнеме. многу, ама не е битно, ќе се препознаат самите во целата работа. Да ви кажем на работа, сите оние што се допрени на еден начин од Бога, кои пишуваат песни, кои свират изворедно пијано, кои свират изворедно гитара. Тоа е све Божја порака. Ние сме сите ја пренесуваме пораката преку желбата на Бога. Јас да ви кажам дека голем дел Оган под звездите напишано во 3:15 Савајле, за да јас на 64 години ланска година разбрав дека од 3 до 4 се напишани најголемите дела на Моцарт, на Бетовен. Не сакам да се споредувам, да не овие мислат дека јас мислам дека сум Бетовен, Моцарт, така натаму и дека сум Достоевски. Значи сите најголеми дела и парчиња од најголемите дела се пишувани измеѓу 3 и 4,5 саат Савајле. Јас имам овој текст е пишувам во 3:20. Ја на сите текстови што ги пишувам, никогаш не коригирам ништо. И го Добра. пишувам од оздола времето. И обично најбистрите и најјасни текстови што сум ги напишал, што во музиката, што како ќе кажам, во вокабуларот на Фејсбукот кога пишувам, се правени измеѓу 3 и 4 часот. Кога веројатно имаш Па, дали е тоа или време преку во твојата кое рака некаков во друг? кое сите тие што ги потсеќа овој од озгора дека треба нешто да запишат, пишуваат. Еве ја и мојата маленкост понекогаш успевала па да украде од тоа време на Бога, па јас да бидам барем малку чинител во сето ова наше битисување. А може би редовно сепак си читал лектири во младоста, па од тука произлегува се. Или не баш и тогаш навистина ќе го подкрепиме ова што го повеќе тврдим. германска литература, значи што ја знам, Хесе го читав многу филозофи кои ретко кога во гимназија некој читал Фойербах, Кант, такви некакви глупости. Мај Камф сум ја читал од Хитлер од тоа време. Ме запрепостувала моќта на владење со масите, како тоа го правеле одредени луѓе за да можат толкав народ да заблудат, да прави се она што го правеше. И едноставно од дете, значи навистина од својот шесто оделење фанатаму, бев редовен читател во другарче, а потоа сам си купував книги и се сеќавам на една кавга со професорот Владимир Милчин. Кога разговараме кој што читале во десно, јас тогаш го повторував четивото од Хесе, Степски вук, Сидарта и така натаму, и он вика: тие што читаат таква литература не се достојни да играат во тоа. Човече Божи, полека, не сум го читал само тоа. Вие ме прашавте што читате во моментот. И ја наброив, например, одредени други работи што ги читам. И тој вика: со ова првото падна, сето друго. И видите да ви кажам, јас завршив, дипломирав кај професорот Владимир Милчин и тоа е за мене добра поука, бидејќи јас и мојот професор ниеднаш не се согласивме од втора година кога ми стана професор. Ама не беше пречка за формирањето на профилот на Пера Георгиевски. Да, ама беше подстрек. Напротив, подстрек беше за да се формира мојата личност и да бидам уште поснажен и поистраен во тоа што го правев. И никогаш не се знае секој е зло за добро. Така, апсолутно. И он креираше во мене еден лик за кој сум од сега денеска крајно благодарен. Благодарам. Затоа што разбуди во мене нешто што било заспано или скриено во мене и наетот. Петар, имаме уште само 2,5 минути, ако е можно, ова е комплицирано последно прашање, меѓутоа ми стои и сакам да го поставам. Нема да можеме да го одговориме, ама виси со години, со децении назад, разни шпекулации на тема ЗАМП.
или Сдруженијето за авторски права, така ли му доаѓа? Што се случува со ЗАМП? Може во 2 минути, само стварно во 2 минути, бидејќи мора да завршим. Многу кратко. Значи, тамо има тројца автори, за кои сигурно за некои сте чуле, за некои не сте чуле. Едниот е Ѓорги Крстевски, другиот е Мичинам Ристо Бомбата и третиот е Роберт Саздов, кои по моментот добиваат третина од вкупните авторски права. Барем такава информација имам. И тоа се со стотици илјади евра. А јас еве како автор на многу песни и актуелни во моментот, јас и Ристо Самарџиев како автори на Дирлада имаме 1600 денара. Месечно е тоа? Не, годишно од вртењата на сите свадби и сите настани што се случуваат. Па тоа нема апсолутна логика, никаква логика. Нема логика, но ете, знаете што имате избор? Да прекинете да се бавите со ова или да продолжите на еден начин да се борите и да создавате, да оставате нешто што ќе биде од трајна вредност за нашите. Ако е ова вака, кој би требало да го прочешла работењето на ЗАМП и како да се... Па, мислам дека го чешлаат веќе и дека има сериозни индиции дека тоа ќе се заврши во скоро време. Јас се надевам дека нешто од нешто ќе завршиме на крајот од денот. Да, интересна тема е ЗАМП, би требало јас подобро да се подготвам, а нека биде еве уште една најава за можеби иницијална каписла, нека во поширок состав ти уште некој друг една дебата. Луѓе за мене, бидејќи јас генерално секогаш сум се бавил со авторство, ретко кога сум се бавил со тоа што ќе добиам од авторството. Јас не припаѓам на оние кои седат по тие состаноци тамо па дигаат раце па едноставно имам толку што да направам и толку гледам во наредниве 3-4 години веќе имам испланирано што треба да правам. За твоја информација си пронедов околу 10.000 минути музика авторска за театар, за филм што сум пишувал, за телевизиски серии, за Трзвијат Скопје музиката е моја, за Марика извини, ќе сгреше, тоа е на Џајковски. На Поштар на Богдан Попџорчев, на Зоран Истокот на Ацо Алексов, на Леон Силена, на Горан Тренчевски кој е професор во моментот во Лондон и кој ги заедно ја правевме Бумбари серијата која беше многу актуелна, кај со Шишков Мариот играше, да. Така да, знаете, има многу работи кои треба да ги направам, да им направам реунион, да луѓето знаат дека и ние имаме некакви луѓе со некаква тежина и вредност. Да. Не сум само јас, само да се разбереме. На десетици и стотици сме. Само некако луѓето заспиваат во одреден момент, се откажуваат од собствените дела, да ги презентираат и тогаш доминираат некои други по нелојална конкуренција или на никаков друг начин. Аца Лукас и слични, за жал. Ти благодарам што постоиш, ти благодарам што беше вечерва дел од За или Против. Немам што да додадам, а и немам што дополнително да те прашам. Тебе во секој одговор ти е една супер лекција, едно супер информативно блокче, така што е задоволство да ти има човек во студија. Ти благодарам за шансата да кажам тоа што го мислам. Почитувани, ви благодарам што не следевте. И политички, и неполитички вечерва на некаков начин, но сигурна сум дека сме барем интересни. Останете на Алфа и гледате и утре За или Против. Пријатно.